Zdravo, ja sam Žaklina, vие сте на каналот Ти можеш. Добре дојдовте во уште едно видео. Ова видео ќе биде малку поразлично од она што може би јас сум навикнала да го снимам и вие да го гледате. Ова е видео кое што го снимам во петок навечер и сакав да биде некако како видео за тема на неделата, во кое што ќе зборувам за некоја тема која што ја преокупирала мојата недела, па може би и да стане традиција на крајот на неделата да снимам нешто и да разговараме за тема која што била актуелна во текот на тој период. Првата тема или темата за вечерва е стравот. Тема која што е непријатна, меѓутоа ако е присутна, актуелна, според мене треба да се зборува, затоа што како што заеднички влегуваме во некои одредени емотивни состојби, така најверојатно би требало и заеднички да си помогнеме да излеземе од тие состојби или барем полесно да се носиме со тоа. Јас живеам во Скопје. Претпоставувам дека знаете, сведочите, сте чуле што ни се случува последните 3 дена. Сакам да зборувам за емоцијата и енергијата, односно за стравот, кој што е колективен во ситуацијава и колку и да се правиме дека не го чувствуваме, знаеме што е лага, што е вистина, дека се надеваме дека се ќе биде во ред, ништо страшно нема да се случи, тоа не се однесува само на оваа ситуација, туку и на многу други во животот. Не е доволно за да не заштити целосно во физичката реалност, затоа што секогаш постои едно но и еден мал процент на совнеш и едно што ако. И тоа воопшто не е пријатно, верувајте ме. И јас често сум зборувала за стравот, како и сите луѓе имам своји стравови, со некои се носам подобро, со некои помалку добро, работам и на едните и на другите, со некои се сочувам, некои не ми се многу битни, можам да живеам со нив. Ова се реални стравови, стравови за сопствениот живот, стравови за животот на другите луѓе, особено ако се млади луѓе, што е и нашиот основен страв, или стравот од смртта. Младите луѓе со кои работим и со кои сме година, 2, 3, 4, да, тие се наши, тие ни се блиски, чувствуваме страв, загриженост, љубов, ги поддржуваме во тоа што го прават, се обидуваме да ги разбереме нивните животни заблуди, потраги, како што е на крајот на краиштата и нормално за возраста на млади луѓе, средношколци, додека сме во некаков ред, во некој тек или се обидуваме да го поставиме со секојдневните предизвици. Наеднаш се појавува нешто што е различно од претходно, нешто што е нова информација, нешто што не остава имуни никако поединци, никако колектив, а уште помалку како мали групи директно соочени со тие ситуации кои што предизвикуваат страв. Ги будат нашите заспани стравови, тригерираат емоции од слични ситуации кои што сме ги имале во минатото на еден или друг начин, поставуваат некои прашања за кои што може би во моментот не сме свесни. Ние првата реакција ни е шок, неверување, може би тоа и го примаме со смеење, со разни шеги, го коментираме заедно. Меѓутоа, тоа е само одбранбен механизам, тоа е само начин во моментот да се разувериш себе си. Полесно да ја растераш мислата од главата дека може нешто страшно да се случи. Кога тоа се случува еднаш, 2 пати, 3 пати, прашањето е дали сме на вистина толку имуни. Прашањето е што тоа лепиме на нас, што носиме со себе, дали разговараме со некој, дали се чувствуваме потоа безбедно и дали тој страв не го проектираме во другите делови од нашиот живот, во други ситуации, дома, во автобуси, во контактите со другите, дали возрастните, односно родителите, не чувствуваат страв кој што потоа го проектираат, па се малку повеќе од вообичаено, загрижени за безбедноста на своите деца, па тоа се рефлектира на нивното излегување, забава, приватно време. Дали тоа не тригерира некои стравови кои што ги имаме, може би и од пред 20 години, дел од нас кои сме биле сведоци на секојдневни стравови и стресови баш за сопствениот живот.
и кои потоа сме им ги пренели некако на своите деца. И токму затоа тема на оваа недела, меѓутоа тема и на овие 2-3 години е тој колективен страв со кој сите се носиме, како што знаеме, умееме, некој помалку, некој повеќе, се разбира, тоа се должи на искуствата, на ситуациите низ кои сме поминале, дали потешко или полесно, на нашата верба, надежта што умееме во такви ситуации да ископаме од длабочината на себе си. Се разбира, не е за осуда ако понекогаш едноставно не можеме, луѓе сме. Размислувам, ако овие 2-3 години стравот е некако колективна тема и не сме баш свесни што се имаме запишано телесно, енергетски, некаде длабоко во себе, на несвесно ниво, и колку сме силни ние како структура, како личности, за да можеме да ги процесираме тие стравови и да ги оставиме таму каде што им е местото, во минатото, во тие конкретни ситуации, или пак ги лепиме за нас, па несвесно ги носиме и потоа се појавуваат во одредени ситуации кои што може би вака навидум и немаат никаква врска со тоа што некогаш ни се случило. Јас и друг пат во други видеа сум зборувала за стравот и сакам да верувам дека со стравот единствено можеме да се носиме со силата на љубовта на мисловно емоционално ниво. Во овој физички свет треба да реагираме онака како што нас ни е најадекватно, или да се соочиме, или да избегаме. Значи, бори се или бегај, тоа е принципот. Меѓутоа, во конкретна ситуација кога постои реален страв, постојат и оние реални стравови кои што подоцна доведуваат до анксиозности, депресии, кои што се карактеристика на модерното живење, диагнози или како сакате наречете ги на модерниот човек. Токму затоа сметам дека треба гласно да се каже кога не е седно, кога се чувствуваме исплашени, небитно колку и да е мало тоа чувство, да го препознаеме, да се кажеме добро, во ред е, сега се плашиш, меѓутоа ќе помине, да направиме тоа што можеме и да се обидуваме од оние убави моменти во животот, да влечеме сила, радост, надеж, за да може да се носиме со таквите ситуации. Да не заборавиме дека таквите ситуации треба да ни бидат подсетник за тоа колку понекогаш едноставно го сваќаме животот, колку се земаме здраво за готово, колку се замараме со небитни работи, колку ни е напорно и досадно да правиме нешто во секојдневието, заборавајќи дека сме благодарни затоа што имаме можност да го правиме тоа. И овие соочување со сопствените стравови и нашиот страв за сопствениот живот, за што ќе биде после, а што ако биде утре, дали ќе бидеме утре тука сите, да ни послужат за тоа посвесно да си го живееме животот, посвесно да го живееме мигот, да се радуваме на тоа што ни се случува, со леснотија да ги завршуваме некои работи кои што може би ни се досадни, напорни, секојдневни во групата на оние кои мора да ги завршуваме и сите ги имаме, свесни дека имаме можност. Вечерва исто така сакав да напишам пост, меѓутоа некако немав инспирација и ја погледнав таа фотографија случајно. Ми инспирираше да сватам дека секогаш имам инспирација и тогаш кога немам инспирација можеме да ја побараме. Може би нема да биде тоа што ќе го создадеме, напишеме, снимаме, нешто што ќе биде маестрално дело, па сега ќе изврши не знам какво влијание во светот. Меѓутоа, секогаш имаме што да кажеме и секогаш тоа што имаме да го кажеме може да допре до некого, па нека е барем една личност. И во контекст на таа фотографија, една сосем обична моја фотографија, во еден сосем обичен ден, и тоа е едната перцепција. А другата перцепција е дека на мојот лик се гледа радоста на мигот, се гледа уживањето во тој миг, се гледа колку ми било убаво и колку сум била едноставно среќна.
Zato što го pijem toa kafe со некој кој што многу ми е драг во мојот роден град, во кафич кој е убав, кој ми се допаѓа, во една убава атмосфера и треба да сум благодарна за тоа што сум го имала како миг во животот. И тие емоции кои тогаш сум ги чувствувала, тоа задоволство кое се гледа на моето лице. И како се друго, нели, и тоа што боли, тоа што не плаши, тоа што е убаво, се поминува. Меѓутоа, ако не сме присутни во моментот, животот ќе помине едноставно, додека ние се плашиме, размислуваме за утре, живееме за утре. И затоа живејте сега и овде, живејте свесни, па дури и во тоа сега и овде и во таа свесност да е и стравот. Дозволете му и на стравот да го почувствувате, да го видите, дајте му го местото во моментот, во денот, во животот, кој што му припаѓа, му следува и потоа најдете начин да го оставите таму каде што припаѓа и живејте во секој миг, затоа што мигот и тоа што е сега и овде е се што реално и суштински имаме, што е наше и што ни е дадено за да уживаме, да му се радуваме и да бидеме благодарни и покрај се што ни носи животот. Се надевам дека следниот пат ќе имаме некоја поубава тема, меѓутоа и убава и неубава е само наша перцепција. Може би е пријатна и непријатна, подобар збор, како и да научиме нешто од сето ова, да бидеме посвесни за својот живот, за вредноста на животот, за вредноста на мигот и да го живееме повеќе животно, радосно, со целото своје битие и со голема благодарност. Ви благодарам што сте овде, се гледаме во некој друго видео. Ако ви се допаѓа видеото, кликнете лайк. Ако не сте се приклучили на каналот, кликнете subscribe. Добре дојдени сте на мојата страница Ти можеш, каде што може да прочитате некои инспиративни текстови. Дајте предлог за видео, идеја, поставете прашање доколку може да разговараме, да ви ги споделам своите размислувања, се разбира, јас ги немам сите одговори, а особено не за вас. И до следното видео, живејте сега и овде, живејте свесно, живејте животно радосно, затоа што тоа е се што имаме. Се најубаво.